Ресторанот и кафеаната стануваат луксус за многумина, цените растат, а граѓаните штедат. За само една година цените во угостителските објекти се зголемени за 4,7%, што продолжува како тренд. Граѓаните се почесто се жалат на растечки трошоци кои влијаат на нивниот секојдневен живот. Некои веќе се одлучуваат да ја намалат посетата на кафеани и ресторани, барајќи поевтини опции. Покачуваат секој ден. Тешко. Како иде во вие младите за нас, старите, веќе ние уидеме со пензии, ето, на внука, на тие, мора да даеш нешто да остае и за ни. А за вас, младите, тешко. Младите што може да бега од тука, тоа ќе ве спаси удара. Тука екзистенција нема за младите. Нема, не верувам тоа да има. Тешко ќе биде. Па, слушај, некои исти, некои малку различни. Нешто се покачуваат. Па не е добро, треба да малку да биде, што викат и народа може да има поверение. Толку пари. Мали пензии, знаеш како е. Па викат дека е скапо. Се дозволат ли луѓето? Па не знам кој како има пари. Па скапо е, секој ден се качуваат цените, никој ред не води и тоа. Но што точно поскапи и каде најмногу удира растот на цените? Според податоците од Државниот завод за статистика, иако ова зголемување изгледа символично во контекст на годишниот раст од 4,7%, јасно е дека најголемо зголемување доаѓа од цените на храната и пијалоците, кои постепено растеле во текот на целата година. Најчесто граѓаните велат дека се поскапо ги чини едно обично кафе или пијалак во локално кафуле, а вечерните излегувања, особено во рестораните, остануваат луксус. Храната која во претходните месеци бележеше повремени поскапувања, останува најчеста причина поради која луѓето ги намалуваат посетите на угостителските објекти.